Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Новиот градоначалник на Тетово ќе ги прекине договорите на дело на вработените во општината до крајот на годината. Воведувањето на рестрикциите за невакцинираните го зголеми интересот за вакцинација против ковид во Гостивар. Само за 3 часа вчера биле регистрирани 32 пречекорувања на брзината кај возилата на подрачјето на СВР Тетово. Новиот градоначалник на Тетово, Билјалка Самич, ги прекине договорите на дело на вработени во општината. Ова е само дел од планираното кое треба да го сработи во првите 100 дена од превземањето на функцијата. Тој, како што нагласи, ќе се фокусира и на решавање на проблемот со отпадот, како и инфраструктурата во Тетово. Административците со договор на дело во општина Тетово ќе работат до крајот на годинава, кога им завршува истиот. Новиот градоначалник Билјалка Сами најави дека ќе ги прекине ваквите договори. Онаму каде што имало законски прекршувања ќе побара и враќање на средствата. Касами најавува преглед на описите на работните места, ако е потребно и ресистематизација. Има решение, моје решение да сите договори се прекинат и службите прават анализи дали тие договори се реализирани и дали плаќањата по тие договори се согласно закон. За се што е платено спротивно на законот, ќе побарам тие средства да се вратат на буџетот на општината. На 350. Договори на дело кои не знаеме што работи вршеле за потребите на општината. Касами на денешната пресконференција го презентираше 100-дневниот план за работа како градоначалник на Тетово. Преглед и откривање на сите незаконски договори со финансиски последици по буџетот на општината, комуналните предпријатија, училиштата и градинките. Директен пренос на седниците на Советот на општината. Секој граѓанин или интересна група на страницата на општината ќе може да ги следи седниците на општинскиот совет лайв стриминг. Граѓанска акција за отстранување на целиот отпад фрлен на улиците и на јавните површини. Поставување контейнери за класификација на отпад. Поправка на постоешките контейнери и нивно функционирање, поставување дополнителни контейнери на местата каде има вишок отпад, како и прилагодување на локациите на контейнерите, уредување на пристапните патишта со отстранување на возилата на нивна близина. Завршување на сите отворени патни инфраструктурни работи во општина Тетово. Отстранување на сигнализационите столбови за велосипедските патеки. Градски паркинг привремено ќе биде бесплатен. Ваквата состојба произлезе како резултат на бројни злоупотреби и големи загуби на предпријатието и по разгледување на финансиската состојба и низино преструктурирање ќе се преиспита и начинот на плаќање, односно продолжување на предпријатието со давање на услугите. Утврдување на долгот на општината, комуналните предпријатија, училиштата и градинките, како и негово објавување на веб страната на општината, исто така и на јавни места. Преглед на генералниот урбанистички план и деталните урбанистички планови. Инаку Касами по преземањето на градоначалничката функција ги запре сите инфраструктурни проекти кои се одобрени од претходната локална власт и најави дека по ревизијата, онаму каде што ќе се забележат неправилности, ќе се преземат соодветни мерки, а онаму каде што работите се одвиваат според законот ќе продолжат. Воведувањето на рестрикциите за невакцинираните го зголеми интересот за вакцинација против ковид во Гостивар. Интерес има и за трета доза, која досега ја примиле над 3000 лица. По период на стагнација во Гостивар повторно се бележи зголемен интерес за вакцинирање против коронавирус. Од вчера во угостителски локали, трговски центри и други објекти може да влегуваат само вакцинирани со 2 дози. Воведувањето на ваквите рестриктивни мерки за невакцинираните донесе поголема раздвиженост на вакциналниот пункт на здравствениот дом. Интерес има и за трета доза, која досега ја примиле над 3000 лица,
од кои повеќето биле постари граѓани. Моментално за трета доза интересот е голем. Но треба да спомнам и тоа дека деновиве, значи денеска сме вторник, но од кај четврток, петок веќе се зголеми интересот и за прва доза. Вакцинацијата се одвива, значи, по истиот редослед, работно време исто, од 8 сатот сабајле до 6 сатот навечер, значи се работи. За трета доза поголема заинтересираност имат од постарата генерација, значи. Веќе ви кажав, околу се зголемува бројката за прва доза, дури имавме и 150 пациенти дневно, што одамна не се случило за прва доза. Може да се рече и овие мерки што ги донесоа сега. Пред неколку дена започна и имунизација против сезонски грип. Лекарите информираат дека вакцините против двата вируса може да се примат истовремено. Доколку не се даваат во изден, нема ограничување во растојанието помеѓу двете вакцини. Вакцинацијата на сезонски грип и Pfizer може да се одвива истовремено. Значи во исти ден може да се боцнат и со едната и со другата вакцина, или пак ако не успеале, тоа се тие новините, можат, значи, да нема размак или нели повеќе временска разлика, значи може слободно да се боцнат и со едната и со другата кога сакат. Во препораките од Националната комисија за имунизација има неколку новини. Лицата помлади од 60 години кои во друга земја се вакцинирани со една доза AstraZeneca може да примат втора доза во Македонија, но исклучиво од Pfizer. Ризичните категории пациенти пак за трета доза не мора да чекаат 6 месеци. Би го спомнала и тоа дека категорија граѓани кои што се осетлива група, како пациенти што одат на диализа, пациенти кои што примат имуносупресивна терапија, значи пациенти кои што се онколошки, да речам, пациенти, значи тој размак за примање на трета доза не мора да биде 6 месеци, независно од која вакцина, туку тоа веќе е 3 месеци. Вакциналниот пункт на здравствениот дом во Гостивар од викендов ќе почне да работи и во саботите. Доктор Злате Мехмедовиќ посочува дека не очекува нов ковид бран во престојниот период, како што е случај со соседните земји. Тој ја потенцира вакцинацијата како најефикасен метод за полесно справување со пандемијата, а ги нагласи причините за високиот процент на смртни случаи од ковид во земјава. Веќе подолго време го анализирам проблемот со високата смртност во Македонија и она што можам да го посочам како реален проблем, во прв основен проблем ќе го ставиме процесот на вакцинација. Сметам дека немаме доволен број на вакцинирани, сметам на вакцинирани и ревакцинирани, значи целосно вакцинирани граѓани во државата за да имаме стабилна епидемиолошка состојба. Второто е што практично системот не одговори нема едно карактеристично упатство, односно специфично упатство со кое што ќе се третира болеста. Меѓутоа третирањето на болеста да не биде само во делот на клиничките ковид центри која ќе се третираат болните, туку да биде од примарното ниво за матичните лекари кои ќе знаат точно како треба да постапуваат кога ќе имаат болен од ковид, кога да го упатат на секундарно ниво, што треба да се прави на секундарно ниво, како да се третира и после тоа како да се рехабилитира и да се следи неговата здравствена состојба, затоа што и компликациите од ковид се одговорни за големата смртност која што се јавува во оваа пандемија што имаме со ковид. Втората работа, реков, се однесува на протоколот и начинот на третирање. И третата работа е во начинот на кој што се димензионираат превентивните мерки, земете како конкретниот случај, состојбата во која што се наоѓаме сега. Немаме нови мерки, а знаеме дека од искуството што го имаат околните земји, можеме да имаме многу брзо влошување на епидемиолошката состојба. Таквите превентивни мерки ќе го успорат тој процес и ќе ни дадат време да се подготвиме за да имаме поквалитетен здравствен одговор за здравствените потреби на граѓаните. Со подпишување на заедничката декларација од страна на командантот на Врховната сојузничка команда на НАТО за трансформација генерал Филип Лавињ и началникот на генералштабот генерал подполковник Васко Ѓурчиновски денеска официјално се заокружи процесот на воено интегрирање на Република Северна Македонија во структурата на силите на НАТО алијансата. Предвидливата иднина која ја обезбедува членството во НАТО е основа за продолжување и на демократските реформи во државата,
што повратно влијае врз економскиот раст и повисокиот животен стандард на граѓаните. Во потесна воена смисла, имаме корист и од споделувањето на знаења, генерирано од сојазничката команда за трансформација, како и од проширените можности за испраќање кандидати за образование и обука во другите НАТО членки. Експертизата која ја добиваме од постарите членки е од суштинско значење за понатамошно трансформирање на нашиот безбедносен и одбранбен систем. Во тој контекст, благодарни сме и на САД, Обединетото кралство, Франција, Германија, Италија, Турција, како и на другите членки на Алијансата за билатералната соработка и помош. Корист од нашето членство има и НАТО Алијансата. Иако Северна Македонија е и по население, и по територија е мала земја, незината геостратешка позиција како регионален крстопат е особено значена за регионалната, континенталната и евроатлантската безбедност. Вице-премиерот за економски прашања и подпредседател на СДСМ Фатмир Битичи во гостувањето во утрински брифинг најави дека наскоро ќе има трета влада предводена од Зоран Заев која ќе претрпи одредени кадровски промени. Сметам дека ние наскоро ќе добиеме Заев 3 влада, водена од председателот Зоран Заев. Јас ја викам Заев 3. Без разлика дали е се тоа двајца, тројца, 5, 7 министри кои што ќе се сменат, таа ќе биде Заев 3 влада. И нормален акт е, дали ќе добиеме Заев 4 после одредено време, сметам дека он ќе остане на неговата лична одлука за повлекување, но сметам дека во овој период навистина не треба, затоа што одредени процеси не треба да ги изгуби. Извршени полициски контроли за брзината со која се движат возилата на територијата на СВР Тетово. Оние кои пречекориле многу над дозволените граници ќе се соочат и со времено одземање на возачките дозволи. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 7 до 10 часот на поширокото тетовско гостиварско подрачје спровеле засилена контрола на брзината со која се движат возилата во и надвор од населено место. Во контролата биле откриени и законски санкционирани 32 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место. 20 во Тетово и 12 во Гостивар. Од нив 4 пречекорувања биле за над 70 км на час, 3 во Тетово и 1 во Гостивар, 18 до 70 км во Тетово 11 и во Гостивар 7. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со парични глоби кои зависно од големината на пречекорувањето се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност. Екстремно пребрзите пак за прекршокот што го направиле ќе се соочат, односно ги очекува парична глоба од 300 до 400 евра и плюс заштитна мерка временно одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. При контролата исто така санкционирани се и 32 пречекорувања во населено место, 20 во Тетово и 12 во Гостивар. 4 од нив биле до 50 км на час во Тетово. Санкционирани еден друг вид сообраќаен прекршок во Гостивар. Регистрирани 2 физички напади во полицискиот билтен на СВР Тетово. Следуваат деталите. Вчера во 15 часот полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 63 и 30 годишникот Тетовско горно палчиште, кои околу 13 часот во Тетовска Брвеница физички нападнале 40 годишникот Тетовско селце Кеч, а поради меѓусебни недоразбирања. Едниот од напаѓачите според пријавеното употребил и дрвен предмет, кој подоцна е пронајден и одземен. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто против двајцата пријавени ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера во 13 часот 50 годишникот Тетовски чифлик во СВР Тетово пријавил дека пред угостителски објект во селото физички бил нападнат од 28 годишникот истото село. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар вчера вечер околу 22 часот и 45 минути во Гостиварско падалиште во близина на железничката станица лишиле од слобода 45 годишникот
ова село, а каде биле пронајдени огревни дрва без потребните документи, при што ги спречувал во вршење на службени дејствија. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по расчистување на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок по член 382 од Кривичниот законник. Вчера во 14 часот и 50 минути во СВР Тетово пак пријавено е дека на магистралниот пат Гостивар Кичево во близина на Ново село се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила, БМВ со тетовски регистарски ознаки управувано од 62 годишник од Гостиварска Лакавица и Мерцедес со охридски ознаки што го управувало лице од Охридско Велгошти. Во несреќата со патничка од Мерцедесот се здобила со тешки телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. 22 годишничка пак од Гостиварски Равен вчера во 20 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека во селото била касната од куче скитник. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.